Се надевам дека уживате во ова неделно попладне заедно со нашата програма и се надевам дека ќе успееме да бидеме добро друштво, а тоа би значило дека ќе допринесеме да се чувствувате уште поубаво, а најважно од се, секогаш нашата цел е и да научиме нешто ново кога се во прашање спортските теми, па верувам дека мојата денешна гостинка со оглед на незиното искуство ќе ни понуди убави и интересни одговори. Нема да биде професионалниот, туку рекреативниот спорт наша денешна тема. Многумина го употребуваат или им помага се со цел да решат дел од своите проблеми кога е во прашање целосното здравје, не само физичкото, меѓутоа за многумина сепак тоа значи само еден подобар и поубав начин на живот и животен стил, така што верувам дека за секој оној кој што пронаоѓа време и енергија да го вметне спортувањето во своето секојдневие, тоа е една мини, а можеби понекогаш и голема победа. Овој пат како тема го бираме реформер пилатесот. Пилатесот како таков е добро познат за пошироката јавност, меѓутоа ова е еден нов начин или нов систем на вежбање кој што станува се попопуларен. Се разбира дека и во Македонија голем дел од оние студии кои што функционираат се обидуваат, а дел од нив и веќе успешно го имплементираат како дел од својата понуда и програма, меѓутоа нашата денешна цел ќе биде да дознаеме по што се разликува од сите оние останати стандардни програми кои што ги знаеме и веќе ни се добро познати. Мојата денешна гостинка е токму инструктор по реформер пилатес. За кратко ќе ви ја представам и верувам дека ќе уживате во нашиот разговор. Останете со ефир. Денеска во Ферплей ни гостува една дама која што за прв пат е во нашето студио, меѓутоа спортувањето, здравиот начин на живот е всушност незин начин на живот, меѓутоа оно што е убаво, таа веќе долги години успева тоа да го пренесе на сите оние кои што сакаат истото тоа да го прават. Реков, рекреативниот начин на спортување, тогаш кога успеваме да биде дел од нашиот живот, секако дека ни носи многу бенефити. Таа во моментов работи како пилатес инструктор, меѓутоа ќе слушнеме кои се начини на спортување и досега и биле дел од секојдневието. Во моментов е собственик на студиото Rituals и денеска ќе ни каже многу повеќе детали за реформер пилатесот. И посакувам добри ден на Ангела Чурилов. Здраво, Јана, благодарам на поканата. Баш ми е мило што ме покани. Се надевам дека ќе тоа го кажа и во најавата, дека ќе успеат нашите гледачи да научат малку повеќе за тема која што и така е актуелна, особено на социјалните мрежи, гледаме многу. Оние кои што спортуваат знаат подобро, меѓутоа како и да е, сакам пред тоа за оние што можеби не те познаваат досега, малку повеќе да се запознаеме со твоето секојдневие. Спортот како таков не ти бил непознат уште од рана возраст. Како всушност ти влезе под кожа? Сама имаш иницијатива да спортуваш или тоа некако го наследи? Па, вака, значи јас потекнувам од семејство на јогини. Татко ми е еден од првите јога инструктори во Македонија. Има почнато, ако не и прв, има почнато пред 38-9 години со јога. Со мајка ми се упознале кај него на курсевите, така да речеме дека со јога сум уште од стомакот од кај мајка ми кога сум била. Како се родив, постојано идев на јога часови, таму си спиев, па ќе ме разбудеа, си одевме дома, така да начинот на вежбање, значи здравиот начин на живот и начинот на вежбање ми што од многу мала. На 6 години се запишав на пливање и со пливање се занимавав следните 6-7 години. Потоа имав мала пауза, некои 3-4 години во средно не вежбав ништо и после од 17 години веќе континуирано се занимавам со некој спорт. Значи све што можеше, све имам пробано, од кикбокс, теретана, функционални тренинзи, не знам што друго правев, TRX вежбав. Во принцип сакав да менувам. Ми издосадува една иста работа и од време на време, после неколку години, менувам. Верувам дека е во целата таа приказна најважно можеби човек да го слуша своето тело и своето здравје. Вака кога ќе погледнеш наназад, има ли нешто од сите овие, да речеме, дисциплини што ги наброја, кое што можеби најубаво правило да се чувствуваш и најмногу му одговарало на твојот организам?
Или тоа е менлива категорија? Веројатно менлива категорија, меѓутоа можам да кажам дека во пливањето највише си имам пронајдено и до ден денеска кога ќе влезам во базен се осеќам како да си доаѓам дома. Што се случи всушност со пливањето и тоа е спорт кој бара многу голема дисциплина? Па да, бараше, мислам тука беше школото, врските околу учењето, да, више после одредено време почнав да имам и по 2 тренинга на ден, се спремав за некои надпревари и знам дека имаше некој такмичење, некој маратон што требаше да се плива, се разболев, имав многу висока температура и не отидов и тој што беше послаб од мене на тренинзите, освои прво место и се разочарав и се откажав, реков ја више. Доста доволно е со овој спортот. Многу ме погоди тоа што не отидов тогаш на тоа такмичење што се спремав долго време и некако. И ова тука ми се наметнува уште едно интересно прашање, бидејќи сега работиш, рековме, како инструктор и во дисциплини каде што можеби повеќе сам своите граници ги поместуваш, меѓутоа немаат толку надпреварувачки, компетитивен карактер. Си размислувала ли на темата некогаш дали тоа ти недостасува? Си била човек што сака надпревари, тоа те мотивира или подобро ти е вака каде што самата? Види, дефинитивно да, сум со такмичарски дух, меѓутоа никогаш не сум се такмичела во некоја дисциплина. Многу, мислам, сакам да се надпреварувам, може повеќе сама со себе. И не сум била никогаш професионален спортист да се занимава со нешто професионално и да оди на такмичења. Најмногу постигнав во пливањето, меѓутоа ете тогаш се откажав и си продолжив со рекреативен спорт. Како се случи прво воопшто да дојдеш во позиција на тренер, затоа што сега си веќе тренер. Знаеме колку е тоа одговорна улога, дека секој не може да биде тоа и дека не е секој компетентен да се нарече и да биде тренер, така што во кој момент ти веќе се охрабри дека можеш некои знаења да ги пренесеш на други луѓе? Па иве уште една интересна работа што не ја знаат многу луѓе за мене. Јас имам завршено правен факултет и го терав до крај. Така, со надпреварувачки дух завршив и правосуден и почнав да работам во адвокатски канцеларии, па сватив дека адвокатурата не е за мене. Пробав да работам корпоративно право во фирми, меѓутоа највише што ми пречеше беше седењето на стол. И јас само рачунав, ако продолжам вака седам, уште 8 сати на ден, по толку години и си правев математики колку години од животот ја треба седам на стол. Па си местев аларм на телефон, си одев до WC, ќе си направев 20 чучњеви, ќе се вратам пак на стол. На саат време пак. Па сега скалите ќе ги качам, ќе ги синам едноставно. Не бев тип што може да седи. И почнав да држам во попладневните часови јога часови си држав. И многу поише ми се свигаше него да седам на работа и на компјутер и со тек на време некако сватив дека морам да дам отказ затоа што не ми исполнуваше таа работа. И почнав да си барам сала, да си отворам свое студио. Да. И така настана Ритолс и од тогаш се занимавам комплетно со тоа. Добра, значи лична одлука и заклучок дека ова е за мене, а ова другото дефинитивно не е за мене. Како сето тоа започна? Сега денеска ќе ни биде секако пилатесот централна тема, меѓутоа споменати различни дисциплини. На почетокот пошто беше ти всушност тренер на стартот? На почетокот пред да го отворам Ритолс, јас се држав јога часови, да. Бидејќи со тоа сум израсната и со тоа имав најмногу познавање. Кога го отворивме Ритолс, јас во меѓувреме цело време вежбав, значи си вежбав во теретана, си вежбав функционални тренинзи и сакав да отворам студио каде што ќе може да имаме функционални тренинзи. На почетокот имаше тројца вработени, меѓутоа кога фалеше тренер, јас заменував. Така да не бев долго тренер за функционални тренинзи, меѓутоа секогаш кога фалеше човек, јас заменував. Иначе си бев само како сопственик и менаџер на студиото. Сега малку за пилатесот, што знае да биде интересна тема од аспект дека некои се на страната на пилатесот, го бранат тој концепт и сите придобивки што ги има телото и здравието од него. Има такви кои што можеби се за некои поинтензивни типови на тренинзи, па знаат, сакаат и да го потценат. Значи, затоа е да прво општо за пилатесот. Зошто ти лично го сакаш и почитуваш, сега зборуваме како една поширока дисциплина пред да дојдеме до реформата? Па да почнам како почнав со пилатесот. Да. А јас почнав со пилатесот после мојата втора бременост, бидејќи бев бремена со близнаци
и имав патолошка бременост, односно последните 12 недели не смеев да станам од кревет. Буквално лежеечки ми даваа само јадење, не станував 12 недели. Ја изгубив целата мускулна маса, меѓутоа највише од све ме плашеше стравот како ќе го вратам јадрото во нормала, бидејќи со близнаци стомакот многу се шири. Све што истражував беа вежби од пилатес, дека најдобро на тој начин и најбезбедно може да се вратиш во првобитната состојба, односно да го затврстиш јадрото. Со првата бременост не вежбав пилатес, него си почнав со моите интензивни тренинзи, да речеме, и ми остана малце раздвоеност во стомачниот зид, односно диастаза. Бидејќи бев уплашена дека од првиот пат ми останало, сега вториот пат реков ќе си постапам како што треба, ќе почнам полека, без форсирање и почнав со пилатес вежбите. Прво воопшто не се наивни, тоа ми беше првиот шок, дека ова пилатесов не било толку лесно. Но, зачудувачки, за само еден месец имав многу големи резултати. Значи, го вратив телото во подобра состојба него после првата бременост. И тука ме заинтригира пилатесот. Почнав онлайн да си вежбам мед пилатес и по тоа што разгледав негде дека во близина немав некој таков сличен, значи да се запишам на некој час за мед пилатес, немаше нешто такво слично во моја близина. Оној традиционален пилатес. Кај нас пилатесот, колку што знам сега да не ме свати некој погрешно, не е баш класичниот пилатес, мед пилатес, не држат многу девојки кај нас во Македонија. И отидов на реформер и кога го видов реформерот, кога сватив колку е тоа тешко и захтевно и дека јас прв пат во животот не можам нешто направам од прва или од втора или од трета. Да. И сватив како предизвик беше за мене и со тој, ете да речеме, надпреварувачки дух се заљубив во реформерот и и останав на тоа. Ајде сега за реформерот, реков можеби на социјалните мрежи во моментов, особено кога зборуваме овде за нашиот пазар или нели она што ние го следиме, е до некаде ново нешто, меѓутоа се почесто во Македонија гледаме дека станува достапен, се одлучуваат и нашите студија собствениците да вложат, затоа што сега тука имаме една машина, да ја наречеме така, и не е баш едноставно, не е само простирка или мат и почнуваме со тренингот. Така што всушност се случува? Може ли прво да ми го објасниш моментот? Постои дилемата дали сега ова затоа што е модерно, луѓе почнуваат наеднаш да сакаат да го практикуваат, или е друга темата? Значи има друга причина зашто толку привлечен и популарен станува реформер пилатес? Види, дефинитивно затоа што стана популарен, се повеќе луѓе сакаат да го пробаат. Прво да не се лажеме, реформерот кој ќе го видиш на видео изгледа нешто многу елегантно, многу атрактивно и девојките сакаат да се дел од тоа. Меѓутоа, кога ќе дојдеш на самиот час, значи јас викам дека реформер пилатесот е како оптичка илузија. На почетокот, кога почнав да снимам видеа, идев и му ги покажав на сопругот и му викав, ај погоди која од овие 5 вежби е најтешка. Абе никогаш не можеше да погоди. Не можеше да погоди. Затоа што обично таа што изгледа најлесна, таа бара најмногу контрола и е најтешка да се изведе. Значи буквално како оптичка илузија. Мислам дека сите некако им е интересно кога го гледаат и ќе дојдат на час и сите се во шок. Ова воопшто не е како што изгледа, да. И тие што се со таков, да речеме, надпреварувачки дух им станува интересно, им станува предизвик и сакаат да го вежбат. Исто, кај реформерот многу брзо се приметуваат придобивките. Значи, за после еден месец вежбање, веќе ги осеќаш придобивките. Предпоставам дека тоа е тоа зашто луѓето остануваат во реформер. Видлив бенефит. Видлив, нешто што се чувствува. И го осеќаш. Значи, најпрво, според од тоа што имам фидбек од клиентите, прво нешто што го осеќаат е намалени болки во грбот. Второ, подобро држење на телото и трето, веќе ги гледаат разликите во телото. За да можеш да почнеш и овде кај нас да нели држиш часови по реформер пилатес, предпоставувам мора да има некаква соодветна подготовка. Заради тоа што ова е машина, гледаме постојано дека има многу опции, многу различни тренинзи и сега верувам дека човек не може сето тоа сам да се убеди едноставно и да знае како да го прави. Како одеше твојата приказна? Каде? Мојата приказка беше многу долга. Јас почнав тука на реформер, на неколку места одев, ми се свиѓаше. Значи, сватив дека машината нуди многу, меѓутоа часовите мене ми беа некако спори,
досадни, а гледам дека може поише да се направи на оваа машина. Гледаш на Инстаграм што се вежбава, не е тоа тука ние што го правиме, за да откријам на крај дека едното е стот пилатес, што е, да речеме, класичниот пилатес, и ова друго е нешто ново сега измислено што уште не знаеме и не е дефинирано што е. Тоа што го гледаме на Инстаграм. И јас сакав да се обучам за ова другово, што го гледам, ама никош не сум го пробала. Немаше кај нас у Македонија кај да се проба. Некако ми личеше подинамично, поинтересно, ама не знам што е, не знам како се дефинира. Го барав на Google како да најдам што е ова што го вежбаат луѓе. И на крај пишав на една во Канада, една девојка што држеше некој таков како фитнес пилатес на реформер. И она ми објасни, ми вика, девојче, тоа што се вежба е стот пилатес, и стот пилатесот, кога го измислиле во 1940, мислам дека беше, 1980, во Канада, е патентиран од тие што се мерити, односно креветите што ги имаме ние, може негде може да ги видите, они го имаат патентирано стот пилатесот како начин на вежбање. Добро. И она, бидејќи беше од Канада, вика, кај нас толку е строго, ако ти држиш нешто на реформер и кажеш дека тоа е пилатес, што они дури пријавуваат и може да им пишат казна. Значи, толку не сакаат да го заштита тоа стот пилатес, дека ништо надвор од таа книга што ти држиш, не смееш да го наречеш пилатес. Добро. Ти не вежбаш пилатес. И сега вика, ние се трудиме и се бориме да измислиме и да патентираме нешто друго, што они си го крстија, не знам нивното како беше. Добро, со поинаков назив, меѓутоа Со поинаков за да се оправда дека е за да нешто се оправда поинакво. дека еве ние си го смисливме ова сега и си го викаме фитнес реформер и ние си држиме фитнес реформер. Вика, ние уште не држиме обуки, уште сме во процес на патентирање и додека тоа не го завршиме, не можеме да ти дадеме обука. И викам, добро, ајде ќе си почнеме од почеток, и први што беа лиценцирани најблиску до нас на Балканот за да го предаваат тој стот пилатес и да ти дадат лиценца, се во Хрватска, во Загреб. Добро. Отидов таму си завршив стот пилатес и бидејќи тоа е студио што веќе 20 години се занимава со реформер пилатес, значи во Загреб, 20 години. И покрај тоа што држат стот пилатес, они тренираат спортисти, имаат атлетик реформер. Добро. И викам, добро, јас сега сакам тоа да го учам. Кажи ми, мене стот ми е супер, све не е за мене. Сакам да научам другово. И ми вика, другото се вика прогресив пилатес, кај нив, они си го крстиле прогресив, и она ми држеше обука за прогресив. Прогресив е малце комбинација од фитнес и пилатес. На справата, меѓутоа све со запазени принципи на пилатес, значи затоа што не е само смислив нешто сега насправава. Да, затоа велам дека значи, тренерот секако мора да знае точно што принципи прави. како ти ги надоградуваш тие вежби на реформер. Не е зашто станав са бајле, она викаше и видов на Инстаграм дека некоја прави нешто, па јас сега тоа ќе го давам на час. Да. Значи си има начин како тоа се прави. И го завршив и тој вториот курс за прогресив пилатес. И тој ми беше окей, тоа беше као фитнес нешто поише, ама пак некако нешто ми фалеше. Има и следно? И следно. Ајде. И третата обука што завршив беше кај еден дечко што е моментално многу популарен, Pilates and Or. Да, ова го има на твоите профили некаде, да, ќе го видат и гледачите. И он е бивши балетан. Добро. И кај него реформерот, значи истото све го прави на реформер, со тоа што кај него тренингот има флоу, малце како танцување, како кореографија и интересен. И тоа е стварно многу интересно, многу динамично и тоа ми беше како јаготка на шлагот и со сите три искуства сега. Да, сега кај нас часот е комбинација од све, да. Правиш комбинации. Многу важно верувам за оние кои што ајде да се надеваме ќе ги поттикнеме на вежбање. За кого овој начин на вежбање е прифатлив? Има ли некој тип на луѓе за кои што можеби не е погоден? Кому најдобро ќе му дојде или можеби најмногу ќе му помогне за решавање некакви проблеми, да се обидеме да објасниме има ли некакви ограничувања? Вака, значи стот пилатесот, сега ќе се вратам на стот пилатес, класичниот пилатес, тој веројатно е за секого. Значи дури креветот се користи во многу рехабилитациони центри. Да. Така што луѓе со повреди, луѓе после операции, бремени жени, за сите нив е стот пилатесот. Исто, стот пилатесот може секоја нормална девојка да го практикува.
кај нас лично се малце поинтензивни тренизите. Значи јас на групни тренизи не прифаќам бремени жени бидејќи не е соодветен за нив. Некој после повреда или со не знам, после операција не се за кај нас во групата, бидејќи кај нас самиот час е подинамичен. Меѓутоа реформерот како реформер може буквално секој да го применува секој, да. Слушам дека и ти генерално зборуваш за жени, затоа што веројатно тие се главниот таргет, меѓутоа тука можеби има и некои, да речеме, погрешни заклучоци дека не би бил за мажи. Има предрасуди? Има мажи кои што сакаат да се обидат? Видете, кај нас мислам дека генерално има предрасуди, машките вежбаат само во теретана и многу ретко нешто друго. Таму каде што има тегови, да. Да, теретана, кросфит и Добро. Тоа е тоа. Меѓутоа, еве, јас кај што бев на обука во Загреб, пак ќе кажам, значи еве го Загреб каде. Таму и самиот инструктор е. Од инструкторите беа мажи. Да. Имаше 6 мажи што беа инструктори и 2 девојки. Во секоја група присуствува и мажи, и тоа возрастни луѓе, 50 години, 60 години маж доаѓа си вежба реформер пилатес. Кај нив е сосема нормално. Кај нас значи се уште не оди баш така тоа, Има, меѓутоа чат пат има понекогаш некој гледам машко, тоа, да. сакав да речам, и на социјалните мрежи знам понекогаш да видам мажи охрабрени дали од не знам некоја другарка, сопруга, партнерка да се обидат. Сега ти самата рече од лично искуство дека и покрај тоа што имаш бекграунд позадина со вежбање и веќе рутина на вежбање, сепак почетниот допир со реформер пилатес не беше едноставен и лесен. Дали тоа значи дека можеби е ова потешка опција за тие што не спортувале и сега како прв тип на тренинг го бираат реформер? Па или ќе може да успеат да се вклучат? Многу интересно. Луѓе што вежбаат, баш сега имам една клиентка. Значи луѓе што вежбаат, она вежба 5 години редовно во теретана. Или за тренерите што држат кај мене функционални тренинзи. Прв пат кога ги седнавме на реформер, за човек што е многу навежбан, да речеме вежба само со отпор, со тежини, кога ќе му дадеш да вежба на реформер, му е многу потешко него некој што не вежбал ништо. Зашто они се покрути, а тука бара флексибилност, бара контрола. Исто, на пример, кога вежбаш, да речеме со тежини, ги користиш големите мускулни групи. Работиш на сила. Кога вежбаш реформер, ги користиш малите мускулни групи, бидејќи тие го држат телото стабилно, тие ти прават контрола на движењата, на буткање, на собирање, да застанеш во некоја позиција на баланс, тогаш се активираат тие мали мускулни групи. Така да, дури мислам дека за почетник може да е полесно да се снајде на реформер пилатес, отколку некој што долго време веќе нешто друго вежбал. Да. Има ли некои типови на проблеми конкретни за кои што реформер пилатес може да биде добар излез? Реформер пилатесот е многу погоден бидејќи е многу нежен на зглобовите. Значи да речеме ние вежбаме од лежечка површина, ние лежиме и го буткаме отпорот. Со тоа не правам притисок на колената, а ги јачам затоа што можам ја да ставам многу јак отпор, да ми биде баш она тешко да бутнам. Меѓутоа не скокам, не притискам на колената, на зглобовите, на нозете, на колена. Е многу нежен за зглобови. Исто така е многу добар за да се направи баланс помеѓу двете страни на телото. Добро. Така да за спортисти што имаат проблемите и за луѓе после операција, значи се користи тоа за ојачување на зглобовите и на мускулите, бидејќи е многу нежен на места каде што луѓе може да имаат повреди или болки. Да. Така да од тој аспект е за секого дефинитивно. Мислам... Како се конципираат тренинзите? Можеме ли тоа да го објасниме на начин да не разберат сите и оние кои што не се тренери или што не вежбаат? Има ли некоја динамика која што мора да се запази? Дали секогаш се активира целото тело или овде да речеме тренинзите ги темпирате, да, некогаш биде за горниот дел на телото, некогаш за, не знам, стомак, некогаш за долен дел на тело, како тоа оди? Па вака, ја од сите часови што сум била, и во странство и кај нас, сличен час не сум видела. Значи, има многу варијации на реформерот што може да се прави. Да. Има правила според стот пилатесот, што јас се уште си ги практикувам, а тоа е како почнува часот и како завршува часот. Значи, почнува со загревање на мускулите, на нозете, на зглобовите, потоа раце и стомак се загрева. И сега јас тука го менувам тој дел и го додавам оној кај што имаме флоу, имаме кореографија и се вежба цело тело и на крај завршуваме со истегнување. Што значи дека речи си на секој тренинг одиш и го
активираш целото. Не може другче да вежбаш реформер, освен да го активираш целото тело. Едноставно не може да се изолираат мускулите. Таква е справата, не може да може, меѓутоа да, генерално целото тело се активира. Видливите промени на телото, на физичкиот изглед, многу често знаат да бидат и онаа главна мотивација, нели, одиме одреден период на некаков тип на вежбање, практикуваме вежби, но кога ќе почне телото визуелно да изгледа подобро, тогаш некако еланот се зголемува. Дали реформер пилатесот е таков тип на вежбање кој што ќе понуди брзо видливи промени, или ако некој тоа го сака, може би треба да одбере нешто друго, повторно одиме на тегови или некои поинтензивни типови на тренинг. Баш тоа пред некој ден го разговаравме со тренерот кај мене у сала и јас тврдам дека побрзо ќе видат резултати на реформер него со било што друго. Се од мое лично искуство, меѓутоа, за да видиш физички видлив резултат, клучна е исхраната. Значи, што и да вежбаш, ако не внимаваш на храна, нема да има видлив резултат. Значи, да речеме, двајца се стават на иста исхрана, односно исхрана што им одговара на нив, и едниот вежба со тегови, другиот вежба реформер, јас според мене си тврдам дека прво ќе се види разлика на реформерот. Поразлична е разликата. Значи, ако тука растат големите мускулни групи ни се формуваат, ова некако од внатре ти го менува телото. Многу интересно. Буквално како ти се менува обликот на телото. Да. Добро. Јас многу брзо видов дали дека долго време вежбав друг тип, па сега променив, ама после месец дена кога се видов во огледало, ми беше сменет веќе видливи промени. Обликот на телото, да. Па што и не е едноставно од друга страна за некој што постојано вежба, нели знае да има и стагнирање кај луѓе што редовно тоа го прават, па нив им е потешко да си согледаат некоја промена или да ја постигнат. Не може овој тип на вежбање без нели неопходните кревети или справи за македонски услови, затоа што за тебе ова е и бизнис, не само нели определба како нешто што сакаш да го правиш. Дали е тешко да се воопшто спроведе овде, да биде достапно, да ги донесеш сите тие справи на едно исто место, или го поставам ова прашање од аспект на тоа што не беше толку брз тој процес кај нас да стане достапен. Се уште не се премногу тие места каде што човек може да оди да вежба. Па што знам, мислам дека касниме. Јас кога го отворав реформер, имам братучетка во Лондон, ми викаше, што ќе отвораш, ми вика тоа фитнес, вика, отвориме едни кревети сега за пилатес, многу се популарни пред 8 години. Ме викам, каков пилатес? Ја со пилатес врска немам, викам, какви кревети? Значи, пред 8 години во Лондон беше популарно, во Хрватска се вежбало пред 20 години. Кај нас, зашо сега се случи бумот, не знам. Касниме, ама иначе не е тешко да се увезат. Се нашите кревети се тие оригиналните, како да ги кажам, од Merit You, професионалните, значи тие што го имаат измисленост од пилатес и се од Канада креветите. Меѓутоа си имаат во Европа представништво и си ги нарачавме, ни пратија, стигна. Има различни видови на кревети, знам дека има и негде од Србија што може да се набава, Меѓутоа не е толку тоа страшна или комплицирана процедура. Исто како секоја друга онлайн нарачка. Океј, значи сепак се враќаме на тоа дека сепак е важна едукацијата, важно е тренерот да знае што прави и да максимално всушност се искористат сите опции што овие така наречени кревети ги нудат. Ги спомена и ти самата балетските уметници, балерините, балетаните. Јас ќе бидам искрена на оние мои пријатели што се во тие кругови и што се вработени во македонската опера и балет, веројатно првите кои што го видов овој концепт на вежбање на социјалните мрежи. Што тоа значи? Им помагали навистина многу, затоа што и тие нели имаат своја рутина. Постојано се во сала, таму си имаат свои стандардни вежби кои што мора да ги применат за телото да им биде во форма, но дали ова вежбање им нуди нешто плюс, да речеме? Дали нуди да бидат во уште подобра форма? Дали може би им го олеснува целиот тој процес на одржување на телото во топ форма? Па сега вака малце ќе вратам наназад приказната, бидејќи Џозеф Пилатес, кога го измислил пилатесот, тоа се викало контролоџи. И тоа било комбинација помеѓу бокс, гимнастика и јога. И он си ги држал како такви часови. Меѓутоа, неговите први ученици биле танчери. И сега, они од него го наследиле пилатесот како контролоџи, меѓутоа, веројатно, они уште тогаш додале нешто од вежби што им фали на нив. Добро.
од нив имаат учено тие што го имаат измислено 100 пилатес. Така да уште од секогаш овој тип на реформер пилатес уште од почетоците бил популарен кај танчерите. И сигурно ни тогаш си ги прилагодиле и вежбите, значи кога го измислувале 100 пилатес да им биде компатибилен на тоа што они го прават. Така да почетоците се многу рано, меѓутоа дефинитивно во пилатесот се вежба сила без да ги зголемува мускулите, тоа што им треба на балерините, се вежба контрола, се вежба баланс, се вежба флексибилност, се подобрува флексибилноста, се подобрува држењето на телото, значи многу компатибилно за нив, меѓутоа кога ќе ги наброиме вака овие бенефити, тие му требаат на секој спортист. Да. Не само на балерините, така да сега више сите спортисти ги препознаа бенефитите. Да, имаат потреба од сето тоа. Да. Сепак визуелно, нели, кога гледаме да тренер го практикува или балерина, балетан, тоа се изгледа многу поубаво, затоа што се веќе еластични. Да не си слушат оние, повторно на тоа ќе се вратам, што можеби не се еластични, што можеби како тебе некогаш седат многу долго во стол, едно исто место или на столче и така натаму. Дали се тоа може буквално соодветно да се подеси и за таков некој што може би ќе дојде, не сакам да употребам некој тежок збор, меѓутоа, нели, укочен, закржлавен, без никакви припреми. Многу интересен реформер пилатесот, односно овие креветиве, затоа што они имаат пружини, како федери. И тие може да служат или како отпор, или како потпора. Бидејќи тоа кога ќе се растегне, ако го ставам јас на лесен отпор, тебе ќе ти биде тешко да го вратиш креветот. Значи ти треба сила да го повлечеш. Ако го ставам на тежок отпор, ти е тешко да го бутнеш. Така да начинот на кој е направен креветот е многу прилагодлив. Може одредена вежба да се направи или многу потешка или да се направи многу полесна. Така да дефинитивно за тие што не се флексибилни воопшто не е проблем. Да не ги плаши. Не треба. Да не ги плаши. Какви, ајде ќе ги наречам, се ученици имаш, на која возраст, односно вежбачи? Има ли некои што се многу млади, малтене деца кои што сакаат и вежбаат реформер пилатес? Има ли повозрастна категорија што гледаш дека им одговара? Па кај мене генерално се од 30 до 50 години. Таа возрастна граница? Да, таа возрастна граница. Дали е пилатесот за секого? Тоа исто зборував со една девојка, затоа што пилатесот прво не е ефтин. Така да е нешто што бара инвестиција и мислам дека младите девојки, да речеме 20 и нешто години, како ја кога сум била и кога сум правила по 3 тренизи на ден, зашто сум имала вишак време, не те болат колената, не те боли грбот, имаш сила 1 тон. Кај нив, реформер пилатесот може да поише идат да се сликаат, бидејќи е популарен. Меѓутоа, они колку ќе ги осетат бенефитите од пилатесот? Она нема да осети дека помалку боли грбот, никогаш не ја болел. Нема да осети дека помалку болат колената или дека некој друг спорт е премногу за неа, така да мислам дека бенефитите повеќе ги препознаваат девојки после 30. Затоа што пак треба да инвестираш во тоа. На 20 години, ако можам да одам во теретана и да кревам тешко, зашто би инвестирала во... Мислам дека они не го препознаваат толку и не ни мора. Треба ти дојде време да стигнеш до тоа и да почувствуваш дека... почувствуваш вистинските бенефити од пилатесот. Сега има и супер што има млади девојки што вежбаат, меѓутоа мислам дека повеќе остануваат овие што се повозрастни, што стварно ги осеќаат бенефитите од реформа пилатес. На тоа што ја спомена инвестицијата, ми се допаѓа и таа тема да ја споменеме, затоа што и повеќе од очигледно дека еден тренинг од типот реформер пилатес чини драстично повеќе од се останато. Можеби на некои места и колку една цела чланарина за вежбање еден цел месец на регуларни пилатес вежби. Зошто е тоа така? Има посебна причина? Па видете зашто. Прво, јас кога ги купував креветите, нас ни правеа бизнис план. И они ми кажаат, часот не сме да ти биде испод таа цена. Као ако планираш да земеш од кај нас кревети и да имаш оваа обука, не може да идеш испод цена. Нас ни е таа цена. Самата опрема е скапа. Реформер пилатесот до негдека и ризичен да ставам јас 10 луѓе на реформер и да ги пуштам да вежбаат. Стварно може некој да падне на нос. Значи, многу е подобро кога се вежба со 2, 3, 4 девојки. Значи за поголема група си бара искуство на тренерот. Бидејќи тоа е лизгачка површина и треба да имаш контрола врз сите што се тука.
Значи, прво, ние во 1 сат имаме многу помалце луѓе. Опремата е многу поскапа, справите се скапи, обуките се многу поскапи него да се обучам за фитнес тренер. И све тоа е многу поскапо, значи и нашата инвестиција е поскапа и претпоставам дека затоа и часовите чинат повеќе. Чинат повеќе, да. Да, апсолутно реков дека е тоа нешто што се забележува, меѓутоа на крајот од денот секој само одлучува што може и што сака да практикува. Некако вака ќе го завршам разговорот, ти сподели дека си мајка, што значи дека нели и домашните обврски се тука, никогаш нели нема крај на тој дел. И секоја мајка си ги претпоставам треба да ги обожава тој дел од обврските, меѓутоа знае ли некогаш да ти биде и тебе напорно или премногу или тешко да избалансираш меѓу обврските, тренинзите, исхраната, затоа што пред да се вклучат камерите, јас и ти го прокоментиравме тој дел, не може само да вежбаш, а да не се храниш соодветно, тогаш или немаш енергија, или телото не изгледа како што треба, така што како доаѓаш до таа некоја комбинација и баланс? Па тешко е, не можам да кажам. Поготово јас со 3 деца дома, значи е захтевно. Меѓутоа не знам, многу пати сме си викала готово, ќе затворам, нема да работам веќе, дома ќе седам, ќе чувам деца, ама не можам кога ќе отидам на час, мислам толку ми е убаво, толку ми дава енергија, толку сакам да го правам тоа што кога сакаш нешто да правиш, наоѓаш начин и време и добро. И среќна сум, секој ден сум среќна што работата ми е спорт, ми е вежбање, не ми е нешто друго. Да, навистина верувам дека е привилегија. Не знам на која возраст се твоите деца, меѓутоа дали веќе се инфицирани, да речеме, со активен начин на живот и со веројатно трпеза каде што нештата се соодветно избрани, или се уште е рано? Допрва ќе одлучуваат дали ќе спортуваат? Па поголемото дете има 7 години и оди на пливање. Оди на пливање? Да. И на пливање и на кошарка. А малите има 3 години и уште не почнале со не почнале со спорт. Исхраната како што јадеме ние, тоа јадат и они дома, значи готвено. Кога одат на гости, тогаш може и по нешто што е сервирано, а можеби не е толку здраво. Но окей, веројатно и тоа е дозволено тогаш кога се тие детски години и секогаш кога е умерено. Да, дефинитивно. Ама не ги лишеме од такви работи, затоа што јас дома немам чипсови, немам чоколади, тоа немаме дома. Може само на гости кај баби, дедовци кои ќе одат. Да, тогаш кога има простор за малку да се ескивира. Ти благодарам многу. Искрено се надевам дека нашиот разговор ќе инспирира барем дел од гледачите, ако оваа тема им е непозната, да истражат, да испитаат, можеби да се обидат. Така што ќе видиме како низ годините ќе се развива и ова на нашата сцена, дали ќе биде нешто што ќе остане да биде популарно. Ти посакувам успех во работата. Имам за тебе еден мал подарок од нашите пријатели од Државна лотарија и можеби ќе имаш некаква среќа таму да изгребеш нешто интересно. Се гледаме во некоја следна прилика со нови спортски и интересни теми. Фала ти многу на поканата. Се надевам ќе се видиме повторно. Ти благодарам уште еднаш многу, беше ова Ангела Чурилов и јас искрено се надевам дека успеавме еве да отвориме некои теми што досега сме ги немале во Fairplay, а гледам дека се интересни за голем дел од јавноста. Ние нови теми ќе ви одбереме и за 7 дена, тоа значи дека ве очекувам на истото место во истото време. Довидување.